Започна Текстилијада 9 во Штип, со дебата на која се разговараше за предизвиците во текстилната индустрија, се бара решенија за надминување на состојбата во која се наоѓаат текстилните работнички. Целта е модернизација на приватниот сектор, економски раст и развој. Оваа дебата е токму за тоа, модернизација на приватниот сектор, економски развој и раст. Се надевам дека ќе стасаат за да видиме што може и како може да се подобри оваа состојба која што ни се случува веќе, ќе речем, последнава година, особено слушаме секојдневно затварање на фирми, па да видиме зошто цело време работниците се колатералната штета во цела оваа ситуација. Знаете дека остануваат без неколку плати, се затвараат, заминуваат од денес за утре. Како што каже господинот Миле, казнените политики се, вие кој ќе пишете казна за 100 евра за неисплаќање на плати и придонеси, тоа им дава само ветер во грб повторно. На дебатата пораките требаше да бидат пренесени до ресорното министерство како и до влада, но истовремено и слушнати од таму. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски посочи дека мерки има и сега кои се користат од страна на текстилните фирми, но во наредниот период потребни се и нови, со цел да нема затворање на фирмите со што работниците би останале на улица. Наредниот период ќе пробаме да заедно во договор со стопанските комори, посебно текстилните компании, да видиме какви мерки да понудиме подобри со цел да овие компании обстојуваат повеќе во Македонија, бидејќи текстилната индустрија, гледате, не само во Македонија, туку и секаде во Балканот и пошироко во Европа и светот е под удар. Ние имаме активни мерки од Министерството за економија и труд. Активните мерки од економија ги користат сите компании, меѓутоа ги користат и текстилните компании. Од она што го собрав како податок од Министерството за економија, 8 текстилни компании на ниво на Македонија веќе ги користат и активни мерки, аплицирали и ќе ги користат. Исто така од оперативниот план, кој е историски најголем, за ова текот на 2025 година преку Агенцијата за вработување вкупно на сите приложени мерки за компаниите, вкупно 44 компании токму од текстилната индустрија ги користат овие мерки. Текстилијада 9 е настана од интернационален карактер. Денеска и утре ќе се реализираат дебати, форуми, визуелна изложба, литературен конкурс, со што ќе се одбележи 9-тото издание на Текстилијадата во Штип.